Предлог законот за високо образование повторно ќе се разгледува во ЕНЕР, а потоа ќе оди во владина процедура, соопшти министерката за образование и наука Весна Јаневска. Според неа биле земени предвид голем број забелешки прифаќајќи промени како од технички, така и од суштински аспект. Меѓу главните промени се намалување на барањата за бројот на трудови за магистратура и докторски студии. Фативме се што сметавме дека е конструктивно, па некаде сме направиле некој пропуст, без оглед дали е номотехнички или малку по-суштински. Што прифативме? Прифативме, например, еден труд помалку за магистериум, еден труд помалку за докторат, скопу за хуманистички и обштествени науки. Ја намаливме банкарската гаранција за приватните процентот. Нови критериуми како што бара за изведување на трет циклус студии поставивме и многу други кои ќе бидат видливи во понеделник. Ректорот на Тетовскиот универзитет Јусуф Зејнели за ТВ21 изјави дека главните забелешки на законот се поврзани со докторските студии, каде што се бара повлекување на прашањето за рангирањето. Исто така тој рече дека се бараат повеќе финансиски средства за истражувања, но и за нови работни места. Pastaj çështja e kufizimit që vetëm 4 universitetet më të ranguara të kenë mundësi të organizojnë studime të doktoraturës, çështja e numrit projekteve, pra të harmonizohet. Thonjë cënon autonominë e universitetit, çfarë do të thotë? Kjo do të thotë se faktikisht paraqitet si një organ përmes të cilit pushteti ekzekutiv mund ta shtrohet drejt për drejt ndikimin nëpër institucionet e shkollimit të lartë. Pra nuk është praktike e mirë. Në këtë drejtim çdo universitet ka organet e veta, Këshillin e Rektoratit, Senatit. Për këtë dhe Senati i Universitetit të Tetovës kërkoi tërheqjen e ligjit me qëllim që vërejtjet tona gjithë të merren parasysh. Првата верзија на предлог законот беше повлечена за промени откако беше критикувана за недостиг на транспарентност и јавна дебата, прашање за автономијата на универзитетите, финансирањето и соодветното представување на различни групи во рамките на универзитетите. Критиките од академската заедница, Министерката за образование ги оцени како барање на мала група професори.